Обемен, конфузен и комплициран закон за работни односи, особено во делот на породилното отсуство. Синдикатите негодуваат зашто постојано се копираат лоши наместо добри законски решенија. Додека министерката за труд Ренчевска се фали дека отсуството за раѓање дете се продолжува на 13 месеци и може да го користат мајката 5 месеци мајчинско и 4 месеци родителско, а таткото уште 4 месеци татковско отсуство, синдикатите скептични. Велат никој не може да гарантира дека по истокот на 20 недели мајчинско отсуство врз родилките нема да се врши притисок да се вратат на работа. Од Сојузот на синдикати велат, законот не е за фалење. Нејасно било и дали ќе се врши дискриминација на таткото како родител, бидејќи се преговарало тој да не зема цела плата додека е дома. Не треба да се остави простор за произволно толкување и злоупотреби. Притисокот кој би се вршел врз мајките по истекот на овие 5 месеци е сериозен предизвик. Исто така се поставува прашањето дали таткото би можел да зема отсуство во приватниот сектор. Според она што досега го слушнавме, за мајката би се плаќало 100% 9 месеци ако воопшто ги искористи, а за таткото може со некој правилник да се определи помал процент. Главното прашање што ги мачи идните родители е дали отсуството ќе се плаќа 100%. Стравуваат дека со најобичен правилник исплатата може значително да се намали, а жените да се дестимулираат да раѓаат. За Кристина Ампева од Гласен текстилец, дискутабилно е и дали ќе се плаќа отсуството на трудниците кога ќе одат на преднатални прегледи, а критикува и дека повторно нема заштита за бремените жени кои се пријавени на определено време. Токму оваа категорија секогаш е прва на удар и овие работници речиси секогаш добиваат отказ по истекот на договорот, нормално откако газдата ќе дознае за бременоста. Ампева смета дека повторно законот ќе функционира исклучиво за административците, но не и за стотиците илјади вработени во приватниот сектор. Дали ќе се намете на приватниот сектор почитување на овие отсуства, как ќе се спречи намалување на плати и откази или повторно ова ќе бидат поволности за вработените во јавниот сектор. Значи тука е малце проблематично. Вие не можете да му налагате на приватниот сектор да се мешате во економската работа, да речеме, на приватните компании. Затоа велам, ако се спремни, државата ако е спремна, нека и ако сака да ги даде овие отсуства, нека ги даде преку државниот буџет, мислам дека доволно плаќаме. Во последниве неколку години не беше прифатена иницијативата за породилно отсуство од 18 месеци. Последниот предлог на синдикатите беше Фондот за здравство да плаќа 12 месеци 100% плата. Се уште не се знае ниту од кога ќе почне да важи новиот владен предлог, за кој ќе се дискутира со засегнатите страни и дали воопшто ќе претрпи измени. Ампева додава дека за разлика од кај нас, во Бугарија се случува своевиден бејби бум поради добрите демографски политики. Во Србија, која исто така мака мачи со иселувањето и слабиот наталитет, породилното отсуство ќе се зголеми од 12 на 15 месеци. Во земјава не може да се одржи ниту проста репродукција. Природниот прираст со години е во минус, се уште е високо нивото на мртвородени и умрени доенчиња, а од лани се укинати бесплатните прегледи и породување за жените кои немаат здравствено осигурување.